Тимот на Ексклузив секогаш е подготвен за одлични предизвици, а колку се подготвени македонските јавни личности. Како и секогаш, така и денеска имаме интересен лик кој што реши да ни верува на нас и да не му кажеме каде ќе го носиме, а при тоа да соработува со нас и во следните отприлика некаде 5 до 6 минути да му направиме вистинско изненадување. Останете и вие со Ексклузив. Газда Коста, знаем што сумњаш, ама нема шанси да е твоја. Ти не знаеш колку е малава интелигентна. Денеска со мене во овој предизвик го имам, слободно ќе кажам, најпопуларниот рецепционер во Македонија. Без гајде бе, ми покажувал чичка ми джема. Овака прстен одговари и почнува. Вие го знаете како талантот Преспав. Јас ќе му кажам добре дојде на Дритон Весели. Добро ве најдов, здраво, како сте? Како си расположен денеска? Малку сум возбуден и постои некоја мистерија овде, што ми е доста интересно. Што мислиш каде ќе те носиме? Што ти падна прво на памет? Поима немам. Значи, поима немам, не можам да заспиам цела вечер. Се размислувам што може да биде, но никако не да ми дојде некоја идеја. Епа тогаш ќе мора да ми веруваш и да видиме кај ќе те однесам. Ти верувам, 100% ти верувам. Може ли да ги заврземе очите и да почнеме? Може. Подготвен за предизвик? Да, подготвен. Одиме. Таму некаде Преспав. Гледаш? Не, само црно гледам. Чудно затоа што гледаш само црно. Да, не знам зошто е така. Мислам дека може да одиме. Ајде да одиме. Полека, но сигурно. Да, ајде. Ајде. Ова му доаѓа као бркбокс, да те оставам сам. Не ме остави сам. Ајде, полека. Одиме. Вака. Чекај. Мислиш ке ти помогне вака раката? Па не сум баш сигурен, али за секој случај. Денеска за прв пат ништо не знаеш. Ама Денеска сериозно? Ништо не знам, да, сериозно ништо не знам сега. Не можеш да се вадиш на тоа. Јас сум од джипчиште. Сега не е битно од кај сум, сега стварно ништо не знам. Што е твојот најголем страф, можеби? Мојот најголем страф? Од лифтови имам фобија, од затворени простори. Епа, ајде сега да тргнеме таму кај што одиме. Ајде? Ајде, полека. Ја ниту знам кај сум, ниту знам Сега, кај одиме. дојди. Извини, маса имало. Не ја видов ни ја. А замисли неам превес. Сега полека. Се уште не знаеш каде си. Како се чувствуваш сега од кога те седнавме? Сега е убаво, удобно ми е овде, кај што седам. Да немаш страф од забар. Од забар, малку. Како мал имам страф, сега немам веќе. Значи не е проблем кај те донесавме. Не е проблем. Подготвен си за предизвикот? Па, се надевам, да. Или да те оставам уште некоја минута? Подготовен сум, ајде. Да не те држам во неизвестност. Да, што биде нека биде. Ајде, вие останете со нас. Дали му пари кошта овој брк? Колку кошта? Па и осигуране, 1.000.000 евра кошта. Сериозно? Да, секој влакно е 5 евра. Што ќе се случеше сега ако да немавме веќе брка? Епа, ќе требаше во музеј да го однесем. Како талат ќе продолжеше последната сезона? Со вештачки брк. Ти исплаши ли како се чувствуваш сега од кога знаеш ето горе доле каде си? Сега сум ладно. Ти олесна? Да, самиот. Јолесна малку, да. Горе доле кога влеговме, мислам дека почувствува дека сме тука. Па, да, ти реков, шестото сеќавам е многу силно. Силна. За бркбокс би бил одличен. Да, би преживел вака. Може да те викнам следен пат да правиш ти предизвици на останатите. Може, да. На кого ти би сакал да му направиме ние предизвик или на кого ти би му направил? Ја на секој би направил предизвик, тоа ми е така што омилено. А од колегите? Од колегите од Преспав, Па може. а може на Игор Ангелов да му направи предизвик. Имаме договор заедно да го направиме. Може. Ти благодарам, Дритон, беше многу храбар. Фала ти, фала и на тебе за ова За предизвик. асистенцијата. Да, за асистенција. Гледаш дека те чував, не дозволив буквално влакно да ти фали. Така е, буквално. Ти благодарам. Тоа е интересно.